Почитувани, криминалците кои ги ослободи СДСМ со амнестијата пустошат по улиците на Скопје. Во Скопје криминалот завладеа на улиците. Граѓаните секојдневно се жртви на насилници, дилери, ограбувачи и криминалци. Црната хроника во медиумите се повеќе се полни со случаи каде граѓаните се малтретирани и ограбувани од криминалците што ги ослободи владата на СДСМ. Како резултат на амнестијата која ја спроведе владата на СДСМ и Зоран Заев, околу 1000 криминалци беа пуштени на улица. Граѓаните на своја кожа веќе ги чувствуваат последиците од оваа катастрофална одлука. За јавноста да има представа колку СДСМ и Зоран Заев ја направија Република Македонија небезбедно место за живење, би сакале да ви презентираме дел од криминалот на оние кои беа ослободени од затворите, а чии жртви беа граѓаните. Само 3 часа му биле потребни од пуштање од затвор до ново разбојништво на 21 годишно лице со Прекар Оревче. Тој бил затекнат од сопственикот на куќата која што ја ограбувал, кога потоа физички го нападнал и го претепал. Сличен е случајот и со 37 годишно лице, кој во издризало долги години издржувал казна затвор за повеќе кривични дела, како кражби, тешки кражби, разбојништво, кражба на возило и дрога. Уопсен бил од страна на полицијата во населбата Ново Лисиче, каде што извршил дрска кражба, а се обидел да изврши разбојништво. За дрешетки повторно завршил и осуденичка, која била амнестирана за дрога. Сакаме да ја прашаме полицијата, колку кривични дела од областа на насилниот криминал и имотните деликти се случили изминативе неколку недели на подрачјето на град Скопје. Колку дела се расчистени, а колку не се. Колку од делата каде жртви се граѓаните се сторени токму од лицата кои ги амнестираше Зоран Заев. Дали полицијата има некаков план со кој посебно ќе ги следи лицата кои беа амнестирани од Зоран Заев. Ваквиот непромислен потек од страна на СДСМ и Зоран Заев за добивање на ситни политички поени е погубен за граѓаните на Република Македонија. СДСМ свесно ги стави во опасност животите на сите жители во раците на криминалците и наврати во едно време на минатиот век кој сакаме да го заборавиме. Карактеристично за сите влади на СДСМ е кога тие се на власт, криминалот, рекетарството, разбојништвото и трговијата со дрога да бидат главна карактеристика на нивното владење. Сакаме да запрашаме дали граѓаните на Република Македонија, кога гласаа за живот, гласаа за криминалците да им ја одредуваат нивната судбина, или пак се надеваа дека поголемите плати, вработувањата, зголемениот животен стандард ќе бидат дел од нивниот секојдневен живот. Ви благодарам на вниманието.